Деветгодишниот труд за изградба на нова приватна болница во општина Петровец се вроди со плод. Синоќа свечено беше отворена болницата Евроиталија, италијанска инвестиција на бизнисменот Алберто Де Лука, кој повеќе од 30 години инвестира во медицинската сфера. Алберто Де Лука пред присутните рече дека се надева тоа што го има создадено во Италија, ќе го донесе и во Македонија и верува во успехот на оваа болница. На отворањето беше присутен и министерот за здравство Венко Филипче, кој рече дека отворањето на оваа болница е добар чекор во македонското здравство. Знаете дека инвестиција во здравствена установа значи зајакнување на целокупниот здравствен сектор, без разлика дали станува за приватна или за јавна институција. Ова сум сигурен дека ќе го осетат како бенефит граѓаните на општина Петровец, на град Скопје и на целата наша земја. Искрено се надевам дека ќе се одрази на инвестиции во другите сектори, заради тоа што знаете дека секоја работно место во здравствен сектор значи и работно место во некој друг сектор кој што е близок до здравствениот. Се надевам дека господин Де Лука ќе остане отворен како што најави за време на нашите иницијални дискусии за развивање на моделите на приватно и јавно партнерство, со што сите наши експерти од јавното здравство ќе станат достапни за сите пациенти во сите установи. Болницата е опремена со најсовремена медицинска апаратура и најсовремен апарат за магнетна резонанца. Изградена е на површина од 20.000 метри квадратни и има приземје и 6 ката. За почеток ќе работат првите 2 ката од болницата, а целта е кат по кат да се отвораат и другите. На приземјето се наоѓа комплетен дијагностички центар, лабораторија и фармацевски дел и ресторан, а тука ќе биде отворен и новиот центар за физикална и рехабилитациона терапија. Додека пак на првиот кат е болничкиот дел, кој во моментов располага со 82 кревета. Медицинскиот директор на болницата Евроиталија, доктор Бошко Ставрески, рече дека болницата ќе располага со општа хирургија, интензивна медицина, ортопедија, кардиологија и урологија, како и 5 специјалистички амбуланти. А во преговори се да се склучи договор со Фондот за здравство. Во болницата сега се вработени околу 70 до 80 доктори и медицински персонал, а планот е да се вработат вкупно 400 лица. Стартуваме со првата болница од инвестиција на Европската Унија, тоа е Евроиталија хоспитал. Општа болница која што во себе ги вклучува следните специјалности: општа хирургија, интерна медицина, кардиологија, ортопедија и урологија. Болницата има комплетна дијагностика, практично имаме еден дијагностички центар на приземјето, тоа е еден радиолошки центар кој што нуди од еходијагностика, комплетна дијагностика на болестите на дојка, обичен рентген дигитален со сите можности, магнетна резонанца и мултислайзен компјутер 128 слайзен, практично со биохемиска и микробиолошка лабораторија, така да е една комплетна дијагностика што може да понуди здравството. Болницата започна да се гради во општина Петровец уште во 2009 година. Најпрво замислата беше тоа да биде трговски центар, но подоцна, како што каже и сопственикот Де Лука, одлучиле да направат болница како подобро решение. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски е особено горд што една ваква инвестиција е изградена токму во оваа општина, а најави дека инвеститорот Алберто Де Лука, освен во болницата, инвестира и во уште еден објект во мултифункционалната зона Чоилија. Болницата е од огромно значење, значи за не само за општината, него и за Република Македонија, значи за во поглед на подобрување на здравството во Република Македонија. За општина Петровец од огромно значење, бидејќи голем број на луѓе ќе се вработат во општината, во болницата. Јас вечерва сум еден од тие посреќните луѓе, бидејќи ова е резултат на 9-годишното работење, како значи заложбата моја, така заложбата и на советниците од Советот на општина Петровец, бидејќи знаете дека требаше доста одлуки да се донесат на Совет и сите едногласно одлуките ги донесоме, за денеска оваа болница да може да профункционира. Најголем бенефит од оваа голема италијанска инвестиција ќе почувствуваат жителите на општина Петровец, најнапред поради големиот број нови вработувања, а потоа и поради овозможувањето на полесен пристап до болничко и амбуланско лекување.